И гостува Јован Сталавски. Јован, добар ден. Прво да кажеме за тебе дека си председател на Сдруженијето на граѓани ЦЕФЕ Македонија, односно тоа е една непрофитна организација каде што генерално ги поттикнува младите за тие така наречени стартап бизниси, односно од почнување и започнување за водење на сопствени бизниси. Точно, благодарам на најавата. Добар ден до вашите гледачи и честито за првата годишнина, за вашиот роден ден. Баш ми е мило што сум во вашето студио. И како што кажавте, да, ние веќе 20 години ја гледаме важноста за предприемачката едукација и за можностите кои што се нудат за дали за млади или возрастни во основањето на свој бизнис. Да, ајде да стартуваме со на почетното. За оние што не се запознаени, секако да им доловиме на гледачите што всушност представува ЦЕФЕ Македонија. ЦЕФЕ Македонија е организација, како што кажавте, значи Сдружение на граѓани или Сдружение на експерти за предприемништво. И организацијата како таква, како легален ентитет, постои од 2008 година, но она што го работиме, ЦЕФЕ методологијата во Македонија датира од далечната 97 година. Значи од 97 година нашите експерти веќе работат на поттикнување на предприемништвото и промовирање на предприемачка култура во државата. И до каде сме на тоа поле? До каде сме, па се работи се уште, фала Богу, и мислам дека баш сега годините или овој период во кој што живееме се најзначајните или најважните моменти за основање на сопствени бизниси. Зошто? Ќе ви кажам и за тоа, бидејќи можностите се отворени, светот е глобализиран, интернетот си го прави своето, информацијата исто така. И сега само со еден клик можеме да бидеме поврзани буквално со целиот свет. И затоа мое мислење тоа и на терен тоа се покажува дека ова време во кое што живееме нуди вистина можности за отпочнување на свој бизнис, но ќе речам отпочнување на нешто што го интересира човек да си прави за себе и она што го гледа како можност да го претвори во некоја вредност. Така е идеја. Инаку само пред да продолжиме со разговорот, да напоменам дека ќе ги отвориме телефонските линии како и секогаш на темава, па сите оние кои што не следат и еве се заинтересирани, може слободно да му постават прашање на Јован како да аплицираат или секако да пристапат кон оваа непрофитна организација за да се обучат во овој дел во предприемништвото. Јован, кога велите дека овој свет глобализиран, сега нели многу е лесно да се направи еден стартап, се сеќавам дека мој пријател кој што живее во Франција сакаше да прилагоди една апликација во Македонија, меѓутоа главниот проблем каде што од старт таа апликација на некој начин му е стопирана или му умира идејата е дека во Македонија имаме многу слаба поврзаност на датабазите. А сега апликациите кои што се користат претежно нели користат датабаза со податоци на луѓе кои што потоа нели лесно ќе може да бидат прилагодливи. Колку во Македонија тој недостаток на тие поврзани датабази е проблем за еден успешна апликација, една стартап апликација? Вака, сајде, консултантски, од мојот експертски дел. Како да кажам, ова е специфичен пример. Значи, ние овде повеќе изборувале општо за предприемништвото, нели што значи и зошто е важно да се промовира. Добре, колку е прилагоден пазарот? Да, само ќе ви одговорам, само момент за нели секој предприемач кога започнува некаква си активност или функционалност во која да е држава, се разбира дека треба да ги испита првен факторите кои што му се на располагање и дали таа идеја која што сака да ја промовира или која сака да ја етаблира на одреден пазар, дали би пливало во тие фактори кои што се на располагање. Затоа нели јас да би бил на местото на вашиот пријател, би испитал првен, нели нормално дека тие тестираат сигурно, колку и што е потребно за да функционира сето тоа, па доколку има услови, така и ако тие услови се не се многу скапи или пак ако тие услови се лесно може да се овозможат, би се втурнали во тоа, инаку
нема смисла да вели да се отпочнува нешто доколку не се доколку нема фактори како што требаат. Ајде да го преформулирам прашањето. Ајде. Ако поголемиот дел од младите заработуваат преку апликации, дали на мобилни телефони или на компјутери, сеедно. Добро. Колку овој можностите кои што ги има во Македонија се прилагодени на модерното? Колку условите се пригодни за да се почне еден таков бизнис? Значи, точно не можам да ви одговорам. Зошто? Бидејќи немам податоци. Проценките на пазарот како се, јас разбирам дека. Но пак ќе кажам, значи доколку сум предприемач, доколку видам дека нешто нема, така не функционира, или имам два начини, или би го поправил, така или би го направил, или би го произведил. Така, сега затоа викам, доколку нема и не постои, предприемачи треба да работат, тоа е нашата мисија, треба да работат да го створат, така, за да ни функционира генералната идеја што ние на глобално ниво. А доколку има пак да се зрапчи како можност, нели, и да се искористи во функција на идејата. Сега, колку во Македонија јас верувам дека бидејќи имаме успешни стартап приказни, сад ако зборуваме за технолошки стартапи тука, бидејќи имаме успешни, се надевам дека и други идеи кои што се базираат нели на влечење на податоци од бази или централизирани бази би функционирале, но искрено немам точни податоци за одреден сектор колку има или нема податоци. Или конкретно малку прашањето што не можам да го одговорам најконкретно. Да, тука би се надоврзала да речеме еве од твоите досегашни искуства и се она што работи всушност ЦЕФА. Може ли да се каже дека има подобрување кај нас во нашето општество во однос на таа нели предприемничка култура? Секако тука има претпоставувам многу влијание општествени фактори од менталниот склоп, па можеби и начинот на воспитување и она да кажеме можеби некоја позитивна дрскост што е потребна или храбар мотив и чекор за еве млад човек да започне некој свој бизнис. Да. Вака, ако ми дозволите малку историја, значи првен да ве запознам и гледачите нели што представува како методологија ЦЕФЕ. Значи далечни крај на 80-ти години Германското министерство за интернационален развој увидува дека источниот блок на земји веќе ќе преминуваат од едно стопанство во друго, значи од командно во пазарно стопанство и како најзасегната држава, бидејќи источниот блок ќе се реунифицира со Западна Германија, увидува дека тој дел од нивната држава треба да влезе во една пазарна економија каде што предприемачките вештини на луѓето ќе бидат и то како значајни да бидат тие компетентни да се борат на тој пазар и да бидат компетентни таа економија да развиват. И во тој период, значи крај на 80-ти, почеток на 90-ти, развиват една методологија со помош на експерти од бизнис сектор, социолози, психолози, професори, и развиват методологија која што на практичен начин, значи преку правење, learning by doing, ги тренира или ги обучува луѓето за да изградат предприемачки компетенции. Тоа што значи да гледаат можности на пазарот, да знаат како тие можности со кои фактори треба да се соочат, да знаат како да го менеџираат ризикот, како да направат базични пазарни подготовки, како да пресметаат финанси, како да направат бизнис план и како да го менеџираат тој бизнис да биде одржлив и нормално да расте. И сега веќе 30 години од тогаш, да се доврзам на што прашање дали има резултати, 30 години не само во Македонија, туку и во преку 80 земји во светот оваа методологија се користи како метод за креирање на предприемачи. И не само од организации како што е ЦЕФЕ Македонија, нели специјализирана база предприемништво, туку примерите и искуството во светот покажува дека и универзитети ја користат, приватни компании или корпорации, институции кои што сакат да ги социализираат одреден тип на но има ли интерес кај нас за ова? Да. Сега ќе ви кажувам податок. Јас како се запознав со методологијата е
толку што сум благодарен на луѓето кои што ми го предадоа овој мајндсет, да кажам. Тоа се господинот Зоран Витанов, Пеца Јовески, Виса Радеми, кои што се едни од основачите на ЦФ Македонија. Така морам да ги споменам, бидејќи се тие моите ментори. Се запознавме во еден бизнис инкубатор или бизнис стартап центар кој што беше во Битола, инаку сум битолчанец по потекло. И значи еве податок од тогаш кога ги трениравме ние битолчани и околината и Пелагонија со бизнис вештини. Тоа беше пред 10 години некаде. До ден денес ние со тие луѓе соработуваме се уште. До ден денес со тие компании кои што тогаш се основаа, се што соработуваме, така веќе постојат повеќе од 10 години. И до ден денес најмногу каде што сме промовирани е Пелагонискиот регион и Скопскиот, бидејќи најмногу активности сме имале во овие два региони. И зошто била побарувачката и интересот уште поголем, како што кажав на почеток, искусствено учење. Значи, ова методологија не нуди или не се конфронтира со економијата како наука, туку едноставно не претвора нас не во професори, туку во олеснувачи на знаењето, а учесниците не се ученици, нели како на факултет или во формално образование, систем. Туку се учесници, значи учествуваат во носењето на одлуки, во креирањето на решенија, во решавањето на проблемите и на тој начин тие се стекнуваат со вештини, се соочуваат нели со реалниот проблем кој што понатам кога во реалната ситуација во водењето на бизнисот ќе се соочи со тоа, ќе рече па таму јас набука ова го искусив на некој начин и сега знам дали да реагирам вака или онака. Ме саѓате? Значи тоа е вредноста која што ја добиваат луѓето, за кои што сите кои што биле на наши обуки или препорачуваат на некој свој близок или праќаат луѓе од компанијата своја. Значи позитивни искуства. Да. Имаше едно интернационално истражување правено ЦЕФ Интернационал, бидејќи нашата, да речам, сакав и за тоа малку да ни појасниш, вие соработувате или имате соработка и на меѓународно ниво, односно меѓународни проекти. Колку е позитивно е де факто, меѓутоа со текот на времето се ширите зависно нели во земите и во регионите, или? Па ние работиме како и во Македонија, можам да кажам дека исто толку проценти во странство. Се разменуваат тие искуства? Да, и тоа можам да кажаме и нашата добивка и среќа, но и вредност што можеме да ја дадеме на младите или на возрастните во Македонија, бидејќи нели знаењето и искуствата не доаѓаат само од државата, туку тие се исто така црпени од партнерите наши кои што се пример од Азија, од Јужна Америка, од Западна Европа, од други земји од Балканот, од Африка исто така. Така да конкретно работиме со најмногу со ЦЕФ Интернационал, тие се во Келн, тоа е седиштето на ЦЕФ центрите од светот. Имаме добри соработки со нашите колеги од Филипини, од Чиле, од Јамајка и можам да кажам сме придонеле ние како мала земја или како организација сме придонеле за исто раст на предприемачите во тие земји, Филипини, Јамајка, Чиле, каде што соработуваме или со Министерствата за едукација, или со Министерства за индустрија и трговија, или со како нашата агенција за вработување, што е тамошната чилијанска агенција за вработување и предприемништво, така да градиме врски и мрежи во светот, бидејќи како што кажав и на почетокот од ова интервју, светот е глобализиран и само така можеме да ги земеме вредностите и да ги пренасочиме во државата каде што живееме. Пред крај би те прашала, уште верувам за гледачите можеби оние што се заинтересирани. Вашите обуки да ни појасниш како се изведуваат, нели целото тоа функционирање на ЦЕФ Македонија еве конкретно и некои можеби главни пораки и она ме интересира од твоите искуства. Освен факторот мотивација, да речеме, и желба за еден млад лик или без разлика во било која возраст да стане предприемач или да сака да се бави да оформи свој некој бизнис, што е друго потребно? Потребни ли се некакви квалификации, да кажеме, кај одредена индивидуа? Така.
има така едно поговорка, не поговорка, верување дека само 2% од населението во светот е родено со предприемачки предиспозиции. Но нашето искуство тоа го побива, бидејќи да, вистина има одреден број на луѓе кои што се родени предприемачи, но сепак доколку тој роден талент за предприемачки компетенции, ако не се гради, ако не се негува, тоа ќе избледе. Но преку обука, преку пракса, преку искуство се надоградуваат и тоа, како што кажав, тоа се вештини се учат. Ама најдобро се учат преку пракса, не преку теорија. Временски се ограничени, да речеме, вашите типови на обуки? Да, значи, она што ние го нудиме се обуки од затворен и отворен тип. Отворен тип се, пример, гледаме што треба на пазарот, например, пример требаат обуки за продажба, за маркетинг, за телепродажба, за обучувачи или пак за водење на бизнис, и тоа го понудуваме како обука. Но исто така имам обуки од затворен тип, каде што компании, дали корпорации или средни компании или мали компании, изразуваат интереси, нели ни треба тоа и тоа, па ние скројуваме, нели, по нивните потреби обука и ги нудиме во нивните организации или пак кај нас во нашите простори. И најосновниот тип на обука кој што го имаме се обуки за бизнис вештини, но сепак ќе кажам, се она што е потребно од идеја или пак од желба, од мотив да се отпочне нешто, па се до бизнис план, или да се испланира тоа конкретно, и се она што треба од бизнис план до водење и до раст на бизнисот, ние тоа можеме да го понудиме преку нашите обучувачи. Анализирајќи состојбата во Македонија со честни исклучоци на млади поединци кои што успеале да направат еден бизнис кој што сега е препознаен, па имаат познати имиња, ги има на различни листи, се чини дека генерации и генерации на млади луѓе се апатични кон таа авантура да се ризикува и да се започне еден свој бизнис. Оттаму, ако направиш една мала, кратка оцена, анализа на тоа, каков е предприемачкиот дух кај младите во Македонија? Трендот е во пораст, стагнира или е во надолна линија? За жал, тоа зависи како гледате да работите. Јас сакам да гледам дека е во пораст, зошто бидејќи сум опружен со такви луѓе, или сум опружен со луѓе кои што сакаат да прават нешто. И затоа ми се чини дека супер е све, но кога нели имаме настане отворен тип или разговарам со многу луѓе, се уште за жал кај нас амбицијата на младите е да работат во државен сектор, нели во администрација, и јас не обвинувам тука младите или некој, туку тоа се го прават пазарните сегменти, значи приватниот сектор не е конкурентен или со плати или со нешто од колку државната работа, и затоа на тој начин се прави. Исто така традиционалниот систем на образование што го имаме исто така не подготвува да бидеме повеќе вработени, а не да размислуваме многу како можеме нешто, нека нова вредност да направиме. Јас пак тука не обвинувам професорите или наставниците, туку системот во кој што сме зачаурени на некој начин, кој што треба се менува, бидејќи во светот држави веќе го менува тој систем на образование, и она што нели технологијата кажавме дека е значајна и е важна, но во однос на формалното образование некогаш е тажно тоа што се вложува само во технологија, а не во тие што треба една лична врска за едуцирање и за менторирање да направат со младите или со децата, па да ги мотивираат, така или да им бидат како репер да направат нешто во животот. Не знам дали ме разбирате. Во смисла, не се инвестира во наставниците, така, туку се инвестира во компјутерите и во... И тоа е добро да се инвестира, но тие што се, нели, личниот придонес, како наставник, како репер, како така, тој треба да биде да мотивира, тој треба да храбрува. Идеја има еден клуб. Кај младите. Да, има. Има, јас мислам дека си го наоѓаат чареето. Значи, ако не тука, некаде надвор, но поентата е да мислам дека
не е се така црно, треба да се проба. Јас мислам дека многу луѓе нели зборуваат негативно или не се расположени за таков тип на кариера предприемачка, бидејќи никош не пробале или никош не виделе како е или никош не од сам старт и да, намерно реков апатични, да. Затоа викам нека се проба, така преку пракса се е учење. Ме интересира само за крај, не знам уште колку време имаме, меѓутоа колку социјалните мрежи, технологијата ја зборувавме, меѓутоа колку социјалните мрежи помагаат за издигнување на еден бизнис? Па, може да бидат од полза. И то како? Социјалните мрежи се нели препратачи или носители на информација. Така и се информацијата може како нож, може и да ве заколи, може ама да ви измоделира во нешто многу убаво. И сега зависи социјалните мрежи според мене се некој тип наалатка, што ако знаеме како да ја користиме паметно и во однос на бизнисот, ќе ни бидат од голема полза. Ако не знаеме да ја користиме и ако правиме глупости, луѓето ќе не брукаат по социјалните мрежи, тоаш бизнисот може да ни опадне. Затоа и тоа како треба да се гледа како наалатка. Значи, тука имаме еден куп успешни примери дека ги користат за успешност на бизнисите, но апелот пак е во едукацијата, значи бизнисмените или предприемачите да се едуцират како да ги користат правилно, за да им бидат од полза, а не од контраефект. Така. Да. Јован, ти благодариме за одвоеното време и секако што гостуваше во нашето отворено студио 1. Еве, верувам, почитувани, дека малку подетално ве информиравме, особено младите што сакаат да започнат собствен бизнис, знаат каде да се обратат. ЦФ Македонија имаат и своја собствена интернет страница. Се она што не го поразговаравме тука во студиото, информациите ќе ги најдете таму, така што ние правиме тука кратка пауза, па се враќаме назад со Дејан Андоновиќ и анализа на актуелните настани од светот и регионот.